Благодарам, почитувам потпредседателе. Денес разговараме за предлог одлука за разрешување на член од Комисијата за избори и именувањата. Инаку, според нас, требаше уште на почетокот на оваа седница нашите предлози вчерашни беа да имаме промена на дневниот ред по повеќе основи, затоа што навистина сметаме дека има многу побитни работи кои што се и во согласност со деловникот, и во согласност со потребите на граѓаните за донесување, отколку ова избрзување надвор од деловникот, надвор од уставот, за кое што пред неколку дена и самиот председател кажа дека е погрешно. Требаше да разговараме за повисоки плати на наставниците, меѓутоа беше одбиен предлогот од страна на мнозинството. Требаше да разговараме за повисоки пензии на пензионерите и подостоинствен живот, и тоа беше одбиено. Требаше поприоритетно да разговараме за земјоделието, односно за измените во Законот за земјоделство и рурален развој, каде што ќе имаше можеби поголем опфат на земјоделци кои што ќе добија некакви бенефиции. На крајот на криштата, според нас, првенствено беше да разговараме за нашиот великан Гоце Делчев, меѓутоа за вас е многу поприоритетно да се смени господинот Фадил Зендели, отколку да се разговара или да се донесе некаква декларација која е во интерес на сите граѓани на Република Македонија. И јас навистина не знам по кој основ вие предвидувате дека почитуваниот колега Зендели ќе гласа овака или онака и секако предвидувате дека нема да гласа во согласност со вашите желби. Како бе луѓе вие не предвидовте дека ќе има енергетска криза? Како вие не предвидовте дека ќе се празнат маркетите? Како не предвидовте дека граѓаните немаат пари? Како не предвидовте дека ќе има мигрантска криза? Како не предвидовте дека ќе има топлинска криза? Туку само го предвидувате гласањето на колегата Зендели. И ова е основна причина според вас за се што е приоритетно да се тргне настрана, ова да ви биде тема број 1, затоа што знаеме дека денес требаше да има седница на Уставниот суд, каде што ќе се оценува законитоста на носењето за председател, односно изгласувањето за председател на актуелниот председател Талат Џафери. И сега денес се одложува поради немање судии, а првата одлука ќе биде токму таа. И сега ние треба приоритетно да назначиме уставни судии, кои што утре би го поддржале господинот Џафери и би рекле да, тоа е во согласност со деловникот, пратениците да седнат на своите места. И така натаму. Воопшто не е фер и многу сте провидни. Многу сте провидни и ова е жално што се случува. И за вас е жално затоа што свесно го кршите деловникот и жално е и за граѓаните на Република Македонија. Јас уште еднаш, еве досега можеби 10 пати слушнавме, уште еднаш ќе кажам што рекол господинот Талат. На пленарна треба да се дојде од комисија. Точка. Не треба ниту повеќе, ниту помалку. Си има пат, си има природен тек на настаните како треба во согласност со деловникот и со уставот да функционира ова собрание. Ниту помалку, ниту повеќе не бара. Вие можевте да ја свикате комисијата за избори и именување. Јас навистина не знам зошто не го направивте тоа, или можеби не ви одговараше. Како тоа ви одговара за алтернатива? Алтернатива не влегува во коалиција со мнозинството, а не ви одговара за Фадил Зендели. Како тоа ви одговара за Кастриот Реджепи, а не ви одговара за Фадил Зендели? Навистина, многу збунувачки, дури и за нас е ова многу збунувачки. Многу селективно и многу провидно, луѓе. И пак ќе речем, зошто не ги предвидовте овие сите кризи кои што ни се случуваат? Или тогаш се правевте глуви? Понатаму Талат вика, кој мисли дека може да спроведе полуделовнички, нека спроведе, и како јас ќе го потпишам тоа решение. Значи, човекот бил свесен до пред 3 дена, исто како што беше едно време и Кастриот Реджепи свесен, ама за 3 дена се случува нешто. Или е притисокот од мнозинството, или е во
другиот случај кој што го кажав, киндапирањето. Но, првична цел е полнење на Уставен суд со партиски кадри. И она што вие сега сакате да го постигнете, ова ќе го зборувам за јавноста. Имаме тука во Собраниево пратеници, имаме членови кои што имаат доволно воено искуство и кои што знаат воени стратегии, кои што знаат како да нападнат, кои што знаат како да се повлечат, меѓутоа и како да дезертираат. Меѓутоа, ајде, ова да го ставим. Сега, не знам дали сте запознаени кога еден окупатор бега од туја територија, гледа да ја доуништи инфраструктурата за наредниот кој што ќе дојде да не му биде лесно. Ете, вие тоа го правите. На бегање ја уништувате инфраструктурата. Не инфраструктурата патна или било каква. Демократската инфраструктура. На бегање целата демократија ја уништувате со тоа што назначувате партиски кадри или потенцијални партиски кадри кои што во наредните 7-8 години ќе ви ја работат или ќе ве штитат како бели мечки од сите овие неправилни постапки. И ова е свесно. Пред 3 дена председателот вели дека треба да дојде од комисија, сега ја става тука. Ама свесно дека ако се изгласа уставен судија по ваш терк, тој ќе го заштити кога ќе дојде ова прашање на дневен ред на Уставниот суд. Понатаму што сакам да потенцирам. Со сите овие чекори, почитувани, вие се фалите дека од хибриден режим сте били во некаква си демократија со недостатоци. Прво да ви кажам, во The Economist не пишува дека сте демократија со недостатоци, туку недоволна демократија. Има огромна разлика во терминологијата и во значењето. Понатаму, ова што вие го правите никаде не ве носи. Од 66-то место Македонија, според Transparency International, во однос на индексот на корупцијата, донесовте на 111-то, сега сме 90-ти некое место и имате напредок. За греови сме. За греови. Никаков напредок нема. Ова што вие го правите со чекор, дополнително ќе ја врати Република Македонија назад и во евроинтегративните процеси и во очите на целата светска јавност. И да, нашата намера е токму тоа, да дознаат во каков режим живееме, во каков режим Република Македонија ги донесува одлуките и како планира понатаму да се продолжи. Мислите дека ако утре им се додворите на бугарите и ако почнат преговарачките процеси, тие ќе не оценат Европската Унија позитивно во однос на правосудството и во однос на демократијата? Не. Со вакви чекори никогаш нема да добиеме позитивна оценка. Затоа што ова е спрега која што ќе ни ја дефинира државата во наредните 7 години, колку што трајат мандатите на новоизбраните потенцијални уставни суди, за кои што морам да напоменам, според чаршиски мувети, затоа што ние слободно шетаме по чаршијата, може би некои од вас не шетаат толку слободно, според чаршиски мувети, имаме тука и потенцијални кандидати кои што се браќа, сестри на пратеници, синови, ќерки на високи партиски функционери. Сега, дали ќе дозволиме времето да покаже дали се во право оние луѓе кои што тоа погласно од нас го говорат или не, ќе видиме. Меѓутоа, според мене, воопшто не треба да дојде до таков чекор. Ајде да сработиме нешто за доброто на сите. Па зарем непресметливи се останатите членови од опозиција, па да не знаат како да одлучат во однос на понудените кандидати? Зарем само овие кои што се миленици на Заев треба да кажат своje мислење во однос на стручноста на потенцијалните кандидати? Не. Ако зборуваме за демократија, треба да се слушне сечи и вие не го кажувавте тоа што сега го правите кога идевте на власт 2017 година. За жал, се повеќе и повеќе тоне. Уште една порака за крај, бидејќи ми снемува време, сакам да испратам до помалите коалицијски партии. Треба самите да бидете свесни во каква игра влезени и да знаете дека она што му се случува сега, денес,
на колегата Фадил Зендели, од кога вас ќе ви помине важноста и вас ќе ви се случи. Ви благодарам. Благодарам. Реплика, пратеничката Лолита Ристова.